вечер, драги гледачи. Вечерва се наоѓаме во студиото на Нов Асном, каде што со нашиот драг и ценет и почитуван професор доктор Зоран Крстевски, кој е најпознат астролог во Македонија, воедно и автор на 13 книги, ќе позборуваме за теми од астрологијата. Овој пат ќе зборуваме за хороскопскиот знак Овен, кој што е и прв знак во хороскопот. Добро вечер, професоре. Добро вечер. Дали може да кажеме нешто за позитивните и негативните страни на хороскопскиот знак Овен? Позитивни страни знаеме дека се темпераментни, истрени, педантни, воинствени, меѓутоа и негативни карактеристики како што се на моменти агресивни, во овие стресни времења со кои што се соочуваме, се подложни на стресот и така натаму. Дали може нешто повеќе за овие карактеристики да позборуваме? Па добро, кај Овенот е најкарактеристична енергијата. Тие се зодијачки знак под влијание на планетата Марс, кој што и владее со страста, со енергијата, со издржливоста, со иницијативноста, со борбеноста, со храброста на некој начин. И тоа е зодијачки знак кај кого нема мир, нема одмор, туку секоја се во акција. Секога страста е двигателот во животот и врз основа на тоа тие ги градат своите перспективи. Затоа што не еден Овен да му биде здодевно, е многу ретко. Тој мора да има борба, мора да има предизвик, мора да има искушенија, мора да се справува со некои препреки низ животот. Така што дефинитивно дека во себе си ја носа таа, би рекол, борбеност, иницијативност, вие рековте и агресивност, зависи од типот на Овенот. Некои овни се навистина конфликтни, некои се нерационални во постапките, не би рекол непресметливи, затоа што Овенот неретко знае што му е главната цел, но премногу брзаат, премногу се форсираат и премногу се истоштуваат. И врз основа на својот темперамент понекогаш знае да бидат остри кон другите. Ама сега затоа има повисок карактерен тип на Овен, има понизок карактерен тип. Овие што се од понизок карактерен тип, навистина може да бидат многу непријатни за другите, бидејќи се критички ориентирани. Знаат да ги сечат другите, посебно оние кои се млитави, бавни, кои што едноставно не се по духот на Овенот. Овенот ја сака правдината, неретко иницира вистина на живење, значи ќе ви ја каже целата вистина во очи. Нема со него играње, тој е директен. Да речеме некој зодијачки знак знаат да ги постават работите под тепикот, кај Овенот тоа го нема. Тој секогаш ќе се обиде она што го чувствува да го изрази. Но понекогаш треба и рацио во животот, не можеме да одиме само со страстите, само со волјата, со темпераментот, и затоа им се препорачува малку и да ја смира топката. Видите, некои се ранливи, почувствителни зодијачки знаци, се замислете како Овен, ако пристапи секогаш директно, некој може да се навреди. А тој може да биде во семејството, може да биде партнер, може да биде децата, може на работното место, и ете ви ги проблемите, конфликтите. Значи, од Овен до Овен има разлика, но начелно кај нив треба да превладува акција, енергија, страст. Затоа што еве една риба, рековме во претходната емисија, дека треба да се води по емоциите. Премногу идеализира, премногу се жртвува, понекогаш се подредува. Овенот не треба многу да се подредува. Тој е првиот зодијачки знак кој пробива. Затоа некоја се вели Овенот оди со главата во зидот, но Овенот е тој кој што ги поставува целите. Гледате, со него почна зодијакот, со него почна пролета, а пролета асоциација на будење, будење на енергијата, будење на страста. Од еден период на зима, каде што доминира јарецот, водолијата и рибите, се преоѓа кај Овенот. Овенот е првиот огнен зодијачки знак, вториот е лавот, третиот е стрелецот. А знаете, каде што е оганот, таму е и волјата, таму е и страста. Огнените зодијачки знаци секоја се карактеризираат со нивната воинственост или нивната продорност. Затоа тука емоциите неретко се водени од страстите. Затоа што ако има страст кон работата, ако има страст во љубовта, ако има страст во животот, тогаш Овенот многу лесно напредува и ги постигнува целите. Ако е некаде инертно, здодевно, нема предизвик, партнерот не може да ги следи, не може да ги разбере она што овој им го кажува, тогаш доаѓаат проблемите. И Овенот можеби делумно нештата ќе ги потисна, но нема за долго, еден ден ќе ги изнесе на површината и доаѓаат судирите. Затоа и во нивниот живот има многу често такви некои судири на интерес. Клучно е каков партнер бираат, со кого работат, каде се наоѓаат, каде живеат, какво детство имале, како се структурирале,
кон што ја насочуваат енергијата, како се снаоѓаат во тешките ситуации. Значи, сите овие правила треба да бидат присутни кон овенот. Зашто? Ако животот им бил исполнет со многу трауми, со тешкоти, таа нивна анксиозност или воинственост или конфликтност еден ден ќе излезе на површина. Ќе излезе во љубовните односи, ќе излезе на семејните односи. И ете ти проблеми. Затоа е многу битно структурата на овенот да тежне кон прочистување. Значи, се што ми се насоцало во животот, непријатност, некоја навреда, некој нешто им предизвикал, некој нешто им го повредил егото, некаде почувствувале траума, значи да го чистат тоа, да не го остават во себе си. Затоа што, можеби, ракот, например, ќе се снајде некако низ призма на семејството. Носи траума, ама пак од другата страна наоѓа вредност во семејството. Овиното наоѓа вредноста во себе развојот, во себе иницијативноста, во целта визијата. И се замислите овеното ако се чувствува повреден, навреден, ако егото му е слабо, ако некој му го поништува низ призма на работа па му прави мобинг, ако има партнер кој што не го почитува, со кого постојано се разјадуваат, ако има односи во семејството каде што не е респектиран, тогаш таа негова фрустрираност еден ден ќе создаде експлозија. И овенот се тоа што го таложил, еден ден ќе го исфрли на површината. Ако е оној негативниот овен, тогаш тој е опасен за другите, станува агресивен, како што кажавте, станува непријатен. Ако е овој другиот овен кој е кон правдата, тогаш тој се она што го чувал во себе си, ќе го изнесе на површината и автоматски ќе ги повреди па другите, апропо вистината која треба да биде искажана. Затоа кај него главното беше: каква енергија имам, каква енергија акумулирам, кон што се насочувам, колку се себе заштитувам, колку ги заштитувам другите од самиот себе си. Главно егото, не треба да се потиска егото, не треба да биде премногу ранлив, премногу слаб, премногу зависен од другите, затоа што е овен. Ако е некој друг зодијачки знак, па ќе речеме, ајде, и емоциите нека владеат, или некој земен зодијачки знак, па ќе речеме, ајде, и рацијото нека владее. Кај овенот, лавот и стрелецот мора да владеат страстите и само довербата. Само поттикот, иницијативност. Значи, однос кон себе си. Но не со конфликтност кон себе си, не со конфликтност кон другите. Туку е енергија која што е афирмативно насочена. Затоа, главното е, каде е страста, со што им се надополнува страста. Кон што ја насочуваат својата страст. Дали чувствуваат страст во животот. Овен без страст е опасна работа. Зашто тогаш следи апатија. Тогаш следи пасивизација и тоа не одговара за еден овен. Каков е тој Марс, владател на овенот во тој случај. Зашто гледате, Марс владее со овенот и со скорпијата. Но кој овенот е посилен, затоа што и Плутон владее со скорпијата. Скорпијата е притаениот вулкан. Значи, скорпијата е нешто што го чуваме подсвесно, енергетски, психолошки, кој еден ден ќе избие на површината. Овенот е оној кој што во секој момент има чувствуваш енергијата. Го чувствуваш темпераментот, му ја чувствуваш волјата, му ја чувствуваш решителноста. Оној кој што оди директно право кон целта. Тој не сака да ги крие работите. Опасно е ако почне да ги крие работите. Тогаш е опасно и за него, зашто таа енергија не е конструктивна, туку е потисната. Опасно се за другите, зашто еден ден ќе избие на површината и може да ги измести другите. И во овој случај, овинот мора на време да ги решава проблемите, да не ги таложи проблемите, бидејќи колку повеќе се таложат проблемите, тие стануваат толку поголеми. Затоа кај овинот е клучна брзината. Гледате, имате близнаци, кај кои исто многу битно е раните години од животот. Негде до 30 години што постигнал близнакот. Колку се структурирал, колку се остварил себе си, дали учи јазици, кај се неговите цели, дали го фатил патот. Тој мора порано да ги постави основите, делумно и водолијата. Јарецот не мора брзо да ги постави работите, него му доаѓаат успесите подоцна. Тој како одат премињат, овој се подмладува. Добива поголема сила, повеќе му се отвораат шансите, ако он е позитивен планински јарец. Кај овенот е поразлично. Тој мора да има цел, мора да има смисла, мора да има визија. Тој мора да има страст, тој мора да има енергија, тој мора да има волја. Ајде оди се со овено, снајди се, ако не си доволно темпераментен, не си доволно храбар, не си доволно правичен. Или ако си матен, ако си некој трчи лажи, или ако си некој кој што наметно интриги. И овенот еден ден те фати. И како ќе поминеш ти со него? Да. И потоа велат, овенот бил лош, овенот бил остар, овенот не мислел на мене, овенот ме исече. Мисла ментално, духовно те исече. Едноставно, и реално овенот владее со острите предмети. Значи, овенот е многу успешен каде што постои униформа. Доктор,
во полиција, во војска, било каде, ефективен е во електроинженерството, еден од најдобрите хирурзи, затоа што работи со ножот, месари, пожарникари, и таму има униформа, кај што е оганот, кај што е темпераментот. Значи, еве го бидува сега и за модерни технички области, електроника, например, електричар, електроинженер, технолог, онамо каде што треба се пробива, кај што треба храброст, кај што треба дисциплина, кај што треба борбеност, одлични како спортисти им се препорачува, но треба да внимаваат на главата. Значи, ако некој страда од главата, страда овенот. Страда и онака психолошки од главата, веќе треба некојаш у животот и да размислуваме, да не бидеме водени од импулсот, ама и реално, како учесници во сообраќајот, мора да се заштитуваат, кацига да носат, па макар и кога нели возат автомобил или односно возат велосипед, или кога се учесници во сообраќајот преку тоа што се возачи. Затоа што тука не треба да носиш кацига, ама треба да внимаваш како возиш. Овенот е импулсивен и незгоден е. И може да биде, што се вели, непријатен како учесник во сообраќајот. Да, она што се вели, изрази од себе некое незадоволство заради некој што бавно вози. Затоа што кај него гледате брзината, темпераментот, акцијата. На секаква смисла. Понекогаш не се контролираат себе си, но многу е битно да се контролираат себе си дури во сообраќајот. Без разлика. Затоа и се препорачува и на родители кои имаат деца овен. А зашто може да прочитаат и во мојата книга Астролошки записи и во таа другата Астролошки патоказ. Значи, децата овни да им дадат цел смисла, да вежбаат, многу добри се за карате, за спорт, но да не бидат премногу подложни на некои рискантни ситуации. Мора да ги припазуваат на врелите рингли. Мораат на острите предмети, да тргаат остри предмети, да немаат присуство. Зашто овие се склони на повредување и не сакајќи може да се повредат. При тоа да ги внимаваат во сообраќајот, нели кога возат некоја точаче или било што, контрола да се прави. Затоа што темпераментот на овенот е непредвидлив. Затоа мора да се му даде цел, смисла. Тие деца се поенергични, хиперактивни. Најчесто се такви и добро да се активни, ама опасно да се хиперактивни, зашто тогаш тешко ги контролираме. Затоа со овенот мораме да развиваме такт и дипломатија. Значи, не да му подвикнуваме, не да му се наметнуваме како авторитет, не што се вели да им го сечеме животното его или животното поле, кое им развива самовредност. Затоа што замислете сега на еден лапти да му кажеш дека не вреди, да му речеш дека е слаб, дека нема од него ништо да биде. Воедно истото му го кажеш на овенот. Кај овенот се акумулира гнев. Еден од најгневните зодијачки знаци е овенот. И тогаш тоа гнев кај некое дете, па подоцна пораснало, се акумулира и да не излего на површина. И може да излезе во работното место, може во партнерството, може насекаде. Затоа мора да се игра по-притаено, по-културно со овенот, за разлика од некои деца кај што треба да ги мотивираме, треба малку да им подвикнеме. На децата овен не треба многу да им викаме, зашто тие се попримаат. И гледате кај овенот е главна енергијата. Се енергијата каде е присутна? Секаде е присутна. Овдека е присутна енергијата. Присутна е во домот, присутна е во училиштето, присутна е улицата, присутна е на секаде каде што овенот ја прима енергијата соодветно на околностите во кои живее. Напната тешка енергија меѓу родители, конфликти. Овенот тоа го поприма и еден ден станува груп или се повлекува. Или станува несигурен, станува слаб, станува ранлив, станува со ниско ниво на его. Или пак станува воинствен, оди во спортот и станува конфликтен, оди, што се вели, потемпераментно кон другите. Или бира некои опасни професии, кај што адреналинот е на сцена. Зашто гледате адреналинот, како хормонот на енергијата, на страста, на издржливоста, па некогаш и на спасот од опасностите, е најсилен кај овните. Затоа Марс е незгоден. Ако е Плутон специфичен, а владее со Шкорпија, ако е нешто што е притаена енергија кој еден ден избива на површина, кај Марс целата енергија се гледа. Се гледа по тоа што им црвенуваат образите неретко. Значи гледате таа импресија длабоко у себе, таа емоција се одразува или преку погледот па има оштар, или преку ликот па има вцрвенет. Или е карактеристично, на пример, кај нив гледате како што кажав здравствено, проблеми со забите, проблеми со коските, проблеми со очите може да се појават. Често имаат мигрени, главоболки. Добар дел на припаднички на понежен пол
Мора да внимаваат на својата енергија, на своето совпаѓање со другите. Ако не се совпаднат, имаат конфликт со себе си, незадоволство, може еден ден да им се тоа рефлектира низ здравствено поле на проблем со главата. Проблем со кожата. Не се секојаш да се изложуваат на сонце. Потоа како зборуваат, што зборуваат, дали се остри во зборување, дали се брзи, дали се контролираат себе си. Значи ред аспекти кои се специфични, но како што кажав, голем благослов е да поседуваш енергија како што може да поседува еден овен. Што гледате, енергијата стана најскапоцен ресурс. Ние функционираме на основа на енергијата. Овенот природно треба да има енергијата. Проблемот ако енергијата ја нема е исцрпен, истоштен, изместен. Проблемот ако живее во стрес, а живее под стрес. Брзо темпо на животот. Не е ова девица, па се да одмери, се да анализира, се тоа треба тука да стои, ова треба овде да стои, ова треба вака, ова треба така. Гледате, енергијата на девицата е кон малите детали, ситните нешта. Се преоптоварува перфекционистички. Оведнот оди на крупната работа. Тој или пробива, или имаме некој проблем. Или има енергија со која гради, или ќе создаде енергија која урива. Да. Или ќе биде тој кој што е предводник, кој е иницијатор, кој е водач, или ќе се изгуби, ќе се изгаси себе си, зашто некој му се наметнал во животот и сака да го води. Дали е партнер, дали е родител, дали е некој на работно место, дали е општествени текови, дали е некоја проблематика. Тоа не е добро за еден овен. Овен сака да води. Сака да биде оној главниот. И сега некој му се наметнува. И се ова мора да се решава. Прво, како што рековме, страста мора да ја има, и во љубовта и секаде, страста за животот, енергијата мора да се надополнува, да се создава, акцијата да биде присутна, решителноста да биде присутна. Но гледате, не на цена на губење на здравјето. Затоа што, еве да речеме крвотокот, нели, е многу битен аспект. И некој ако треба да оди почесто да прави крвна слика, тоа е овенот, заедно со скорпијата. Кај скорпијата е многу битно каква е состојбата на железото во крвта. Да не се создаде анемичност. Да. Као венот исто така е многу црвени крвни зрнца, че треба да оди у планина. Он троши енергија, тој мора да се надополнува. Но гледате, една од атрибутите каде е мирот. Значи, пребрзо темпо, преисфорсираност, премногу стрес, премногу предизвици, премногу борбеност, ама каде е мирот? Една вага ќе рече, мене ми е најбитен мирот, равнотежа. Да. Вагата е спроти овенот. Вагата тежен кон естетика, кон совпаѓање, кон другиот. Овенот е индивидуалец. Овој денешен свет, па и добро да си овен малку да си индивидуалец, ама да не претераш. Да не станеш сам со себе. Да не станеш проблематичен за другите. Да не станеш да не те разбираат другите. Да не станеш па да те избегнуваат другите, бидејќи премногу си директен, премногу си брз, премногу си настојчив. И тогаш другиве не може да се носат со овенот. Еве, на пример, жена овен. Таа е една од најтемпераментните. Таа има машка енергија во себе си. Да. Е сега таа незина машка енергија се изразува како страст, како волја, како темперамент, како акција, како да нема млитавост, како да бара секојаш предизвик. И сега некој маж кој е слаб, кој не може да следи жена во овен, која е полна со темперамент, со страст, со акција, што правиме? Како жена во овен ќе се подсмири? Треба да биде она таа главната во семејството, во домот, предводникот, што незе некогаш и одговара да биде. Ама тоа не е природна улога. Затоа нези требаат мажи со поголема решителност, со одреден став, кој што ќе ја следат, кој ќе ја препознаат, со кој ќе го дели тој импулс на енергија, на визија. Така што жените овни не се за секого, да бидеме реални, и они треба да внимаваат дека не се со секого да влегуваат во некои релации, така што и мажите кои што имаат партнерка овен треба да се потрудат негдека да ги задоволат, негдека да ги потхранат, негде да ги подигнат, негде да им се, што се вели, па ако треба испротистават. Зашто овенот бара драма. Еве, една риба не сака драма, бега од драма, не сака тешки зборови, не сака конфликтност, не сака со некој да се судира. Жена лав и жена овен сакаат драма, сакаат интересно да им биде, сакаат возбудлива, а не тој мажот само седи во тие папучите и гледа тамо спорт или не знам што, само грицка тамо некои семки или кикирики. Епа, што е предизвикот таквиот маж? Ни сака да шета, ни сака авантура, ни сака нешто интересно, ни сака да пробуди некоја повисоко ниво на страст. И сега ова жена лав овен, како ќе се совпадне со овој, ако тие се вистински жени лав и овен? Нема баланс. Па тоа велиме. Во секој поглед гледате како е овенот е интересен зодијачки знак. Ова денешно време е едно од најинтересните. Ама е денешно време е полно со подеми падови.
полно со опасности, полно со ризици, полно со напнатости. И затоа енергијата е потребна, не може да се расфрли од еднаш, секаде да ја расфрлиш. И во тој поглед гледате како и самите асоциации преку здравјето се изразуваат. Затоа едни од најголемите проблеми на овенот се синусите. Мора да одат да патуваат, мора да одат покрај вода, мора да одат на море, мора да се поткрануваат, мора да се зајакнуваат. И мора да сватат дека психофизичката состојба, начинот на размислување им се одразува на здравствен план. Психосоматски. Кај девиците се изразува врз органите за варење, кај ракот се одразува врз стомакот, абдоменот, кај лавот врз срцето, кај бикот врз жлездите или хормоналната структура, тироидната жлезда. Значи се што се потиска се одразува. Кај близнаците низ белите дробови, кај вагите може низ кожата, че цела незадоволство, цела фрустрација, цел немир, ќе им зафати кожа, може би бубрези, може би мочниот меур и така натака. Кај скорпиите гениталниот дел на телото и така натака. Значи, гледате, најбитниот аспект е односот кон себе. За кого е уште побитен? За лавот и овенот. Лавот мора да се сака, се цени себе си, тој е знакот на сонцето. Овенот е знакот на Марс. Мора да оди енергијата, темпераментот. Затоа има и многу познати личности во знакот на овен, Точно. кои се искажале со страста, со темпераментот, со воинственоста, со борбеноста. Се гледа. Ајртон Сена. Да. Тој е големиот шампион Формула 1. Значи овен настрада, главата му настрада, доживеа несреќа. Да. Затоа рековме, брзо темпо на живот, понекогаш премногу кокетирање со опасноста, да не речам со смрт. Да. И доведува до рискантни ситуации. Ајртон Сена настрада на Трка. Имола, мислам, една Да, трка во Италија имала. Имола или Монца беше, една од тие беше. Во тоа време Мола беше. Имола беше, изгледа. И он настрада, а беше голем шампион. Марлон Брандо, роден во знакот на овен, голем борец за правата на индијанците. И баш кога доделува Оскар за неговата улога, споредна улога во филмот Кум, он прати индијанка за да прочита еден текст како овие американциве, белциве, доселениците, уништувачите, им создале такви пакости, злодела на индијанците. Какви грабачи биле и каква неправдата мора да се подобри. Значи, гледате, овенот го прави тоа. Овенот е за правдата. Некој естаблишмент тамо кој што постои во тој Холивуд, кој што си ги гледаат бенефитите и кој ме убаво фино во комодитет, нема да изразат став апропо на обесправените, угнетените, како што биле индијанците. Еден Џон Вейн, тој, мислам, роден од знакот на близнаци, тој е, да не речам, едни погрдни зборови. Тој нема да застане во да ги заштити индијанците, зашто тој е поинаку ориентиран. Да. А еден Марлон Брандо ќе застане. Потоа Стив Маквин, и тој е голем човек, голем глумец, роден во знакот на овен, со голем темперамент, исто така правичен. Жан Пол Белмондо, Да. еден огромен актер француски, со темперамент, со страст, со шарм, со необичност. Расел Кроу, еве Расел Кроу, Да. како можеше да глуми, и во оној прекрасниот ум, Да. го глумеше тој Математичарот. математичарот со шизофрени состојби, Да. ама глумеше и во оној Гладиатор. Гладиатор, да. Каков еден воин. Значи Да. каква трансформација, и не само тие ликови. Значи ви како може да се трансформираат? Точно. Ама го има темпераментот, има борбеноста. Многу интересен лик како таков. Една Симон Синьоре, и таа една актерка. Клаудија Кардинале, таа глумела оние шпагети вестерн филмовите. Една прекрасна италијанска актерка. Значи со голема харизма, со голема страст. Но голем број на пејачи се родени во знакот на овен. Глорија Свансон, Да. например. Од глумиците таа Ема Вотсон. Има вот. Потоа Квентин Тарантино. Гледаш како во неговите филми има воинственост, пукање, темперамент, акција, какви реплики, каква необичност. Значи, виж овен од каде што е акцијата го се насочува. Владимир Кличко. Владимир Кличко, големиот боксер Да. од Украина. Да. Значи, кој исто така премногу се искажа. Да. Значи, нивната харизма избива на површината. Тие не се зодиачки знак на млитавост. Гледате, зодиачкиот знак на ставот, меѓу другото. Како што кажав за Марлон Брандо. Ама и Елтон Џон е роден во знакот на овен. Селин Дион. Селин Дион, одлична пејачка, ама гледате, имаше проблеми со здравјето, со болести. Ама една од најголемите пејачки. Што како се изрази, како квалитет си принесе во себе си. Прикажа. Сега некој кажува и овој Хрушчов бил овен,
ама не сум сигурен за него дека е овен. Може да е риба. Од постарите Ван Гог исто така. Ван Гог, одлично што го спомнавте. Тој е темпераментен сликар со страст, со волја, со енергија. Значи со оние што живи бои. Да. Значи кои гледате со тие сончогледите ги сликаше многу често. Да. Значи таа своја страст која он ја чувствуваше во себе, а не можеше да изрази во љубовта, бидејќи за несреќа негова, првично и не му купуваа слики. Брат му има една купена слика и брат му Тео и уште еден му имал купена слика, а он е еден од најголемите сликари. А етек не може да се пробие. Прво проблем на тој план да се изрази себе си. Да. Второ проблемот во љубовта. Не нашол сродна душа, сакал некоја, таа не го одбивала, овој живеел во страст, се разјадувал себе си, одел со проститутки. Таму некаде му се случило и да добие гонореја, трипер Да. таму, што ти не болести, сипилис може би добил. Кој знае што му се случувало? Ама и треба да пазат овните. Генитален дел на тело е една од точките кои треба да внимават. Како што реков, главата, синусите, темпото на животот, стресот, напнатоста. Да. Но и внимаваат на генитали. Очите. Тоа секако дел од главата. Значи, Ван Гог, кој што живеел темпераментно активно, но на крај си го одзел животот. Да. Не можејќи да управува со својата страст, со својата енергија, па и бил во некоја душевна болница, не можејќи да се справи со тие внатрешни разјадувања, он, гледате Подлегнал. каков подлегнал на некоја ситуација. Значи, овенот мора да биде добар кон самиот себе си. Тој треба да биде добар и кон другите. Ако не е добар кон самиот себе си, тој не може да биде добар кон другите. Да. Значи, гледате, тогаш е остар кон другите. Тогаш е конфликтен кон другите. Значи, еве, нека размислуваат нашиве гледачи. Не само да гледаат овните ова. Треба да гледате некои други, затоа што имаат релации со овни. Да имаш релација со ове не е лесна работа. Треба го научиш овенот каков е. Треба му проникнеш у темпераментот, у психата. Дека овенот сече, дека со него не можеш лесно да поминеш. Можеш да го проучиш. Дека тој може да е искрен ако е позитивниот. Ама не ќе да се чувства повреден, изманипулиран. Ева, ние живееме у свет на манипулација, на интрига, на сплетка. Луѓето не се секој честни. Имаат задни намери. Со овен, ако почнеш така да играш, нема лесно да поменеш. Можеш да го научиш овенот, да видиш каков е, што носи у себе си. И овенот има потреба за љубов, за внимание. И ако велат имал сила, имал темперамент, сам може да се справи, тебе не треба да те жалиме, тебе не треба да поминува, да ти помагаме. Ти се сам пробиваш. И некојаш и него му треба едно внимание, еден добар однос. Затоа луѓето треба да разберат со кого си имаат работа. Нели, треба да разберат и со лавовите кои ќе бидат со кого си имаат работа. Лавот е паметен, бистар, не можеш лесно да го играш. На крај ќе те фати. Еден овен исто така тоа ќе ти го направи. И ако те фати овенот, после ти не можеш лесно да поминеш. Да. И една скорпија. Скорпија се ќе ти памти, еден ден ќе ти врати. Се риба, ако најдеш рак, тие се со емоции, ајде вака, така ќе ти простат. Па некако ќе поминеш. Да. Така што овие правила, Јордан, се многу битни. Еве, Омар Шариф, го знаеш тој актер? Да. Се слушам. Египетски актер, многу привлечен, интересен. Во филмот Жиголо има играно. И со Џули Кристи има играно. Казанова И таа е исто. во знакот на овен. И Џули Кристи и Омар Шариф. Да. Казанова, тој темпераментот со страстите. Овенот не сака да млита в живот. Замислете го овенот, а таму млита во љубовта, во страстите. И не знаеме што ќе се случи. Да. Сега не е препорачувал како Казанова да биде, ама па тој да ги чува страстите, ги потисне, не одговара, не личи. Да. Така што и во тој поглед. Значи, гледате и како кажавме. Автомобилизам, хирургија, електроинженерство, пожарникари, ваму полиција, војска, Да. кај што се острите предмети, Да. кај што се прецизните нешта, кај што се решителните постапки. Таму е овенот најчесто. Сега, нека не биде во професијата, нека биде во животот. Нека биде тој кој што пробива, и нека биде тој кој што создава вредности. Нека биде тој кој што гради, не тој кој што урива. Да. Или не да биде со личности кои што уриваат тоа што овенот го соградува. Тогаш овенот еден ден напушта. Ако во љубовта, ако во односите, ако во пријателството некој зодијачки знак ги пресекува лицата и напушта и се одвојува, тоа е овенот. Да. Значи, една риба, кој знае колку ќе ве трпи, до еден степен, па дури на крај ќе се реши да се спаси себе си од некој што ја измачува. Овенот нема да ве трпи премногу долго. Тој ќе рече, доволно ти беше, ја ти дадов шанса, еднаш, два пати, три пати ти е премногу, ти две што доби шанса, ти е многу. Ајде, Да. после плачат по овенот не се враќа назад. Така што мене ми е зборот дека
тука се работи за многу моќен зодиечки знак, знакот на огнот, знакот на волјата. Сега тука нешто секако има уште нешто ако ме да прашате. Па да, може да кажете нешто повеќе за влегувањето на планетата Сатурн во полето на Овен. Да, тоа е сега специфично затоа што после 30 години Сатурн дојде во Овен и гледате какви се воинствени работи се појавија. Да. Прво гледате Израел, кој е под знакот на Овен, е под удар и ги прави белите. Да. Потоа Англија, Британија е под знакот на Овен и тие кој знае што ќе се случи. Германија, Данска. Гледате Данска како е загрозена од страна на Америка за Гренланд. Да. И тоа не е случајно. Че влегува Сатурн во Овен, земјите под Овенот први избиваат на површина, од друга страна Сатурн во Овен создаде еве ги војните, несигурноста, конфликтите, а Сатурн во Овен уште 2 години ќе биде, а за 2 години се може да биде. Така што мора да се подготвиме за секогаш кога некоја планета е во Овен. Да. Мора да ги смириме страстите, но не да ги потиснеме, па да ги немаме. Мора да имаме акција, но клучна е акцијата кон што се насочува. Мора да имаме волја за да веруваме у себе и ќе нема на кого да се потпреме. Мора да имаме цел, затоа што целта е тоа што не движи и ни дава смисла во животот. Значи, тоа се овновите карактеристики. Кој како умее со себе да ги воспостави, ќе оди напред. И ова за на крај да кажам, многу интересни љубовни врски може да имаат со водолија, се препознаваат. Ракот и рибите не поминуваат секојаш наидеално со Овенот, ама има некоја привлечност, но е тешко за овие зодијачки знаци. Со лавот има надпревар, борба, страст, предизвик, ама не се знае кој е појакиот, иако јас сметам дека секојаш лавот е најакиот. Така што и овниве нека прифатат некогаш дека некој е рамен со нив и малку подобар. Со близнаците ќе им биде интересно и треба да се пронаоѓаат и може ќе имаат многу патување и со стрелците исто така. А со овие други зодијачки знаци добро е да имаат одредени прилагодувања. Така што Јордан, јас мислам дека ако прочиташ уште нешто за тие градови и држави, Да. и нешто друго ако сакаш да ме прашаш, еве од тие познати личности ако некој По ги наши докажавме. личности ни ги кажавме Хит Леджер, Роналдиньо, Селин Дион, таа ја Ема кажа. Ватсон, И таа ја кажа. Квентин Тарантино, И тој го кажа. Кристофер Волкен, Леди Гага ни ги кажавме. Да. Роналдино големиот фудбалер, темпераментен, активен, но индивидуалец. Да знаеш и тоа. Исто Александар Неста, и тој е роден во знакот на Овен. Значи, Да. Солскијер еден норвешки фудбалер, Да. исто така. Значи, имаат темперамент, ги бидува за спорт, ги бидува за онамо каде што треба да се биде борбен, воинствен и директен. Може само и кратка порака за знаците на Овен, за крај во неколку збора. Да се сакаат себе си, да се почитуваат себе си, да се вреднуваат себе си, да имаат мир во себе си, да имаат страст во себе си, да имаат волја и визија. Затоа што ако се задоволни од себе си, ако се поткранат себе си, ако енергијата им е афирмативна, таа одлична енергија и голема енергија ќе придонеси за доброто на другиот. Ако таа енергија е вознемирена, несредена, ако е дисхармонизирана од самиот себе си, од другите, од надворешните фактори, тогаш Овенот не може ништо да им даде на другите. Затоа за него се вели: дади си, направи си, создади си, поттикни се, воздигни си, за да можеш тоа да го дадеш на другите. Ако си изгуби себе си, не очекуј дека ти ќе бидеш добар за другите. Значи, Овенот е тој кој мора да се пронајде и подхранува самиот себе си. И тука еве Јордан и ова да Да. не заборавам. Од Оваа астролошки... оваа книга да кажам. Така? Оваа книга е препорачлива за Овенот. Ако една од моите 13 книги е за некои од зодијачки знаци, сите овни из подзнак Овен, оваа анализа ја правиме и за лицата со подзнак Овен, Да. треба да ја прочитаат оваа книга. Па и дури оние што имаат месечина во Овен. Да. Затоа што оваа книга поттикнува како ние моќта на умот да ја спроведеме во афирмативна, позитивна патека и воедно моќта на срцето. Каде што Овенот бара импулс, импулс на информација, импулс на волја, импулс на добрина, импулс на сознание. И тоа да го спроведе во себе си и така го практикува и во односите со другите. Благодарам, професор, и за самиот крај би сакал да прочитам од книгата Астролошки записи за кои држави и градови е најдобро хороскопскиот знак Овен да ги посети. Вели Овен. Држави: Германија, Англија, Израел се најидеалните држави на овој зодијачки знак, бидејќи воинственоста, тврдоглавоста, желбата по секоја цена да се наметне своето влијание, освојувачкиот дух се главните карактеристики што ги красат тие земји. Под доминација на Овенот спаѓаат и Полска, Јапонија, Сирија, Перу, Кореја и други, а од градовите Марсеј, Фиренца, Берлин,
Токио, Утрехт, Краков, Бирминген, Кран, Монтана и други. Драги гледачи, за самиот крај би сакал да напоменам исто така дека во хороскопски знак јас сум девица, а во познак сум овен. Така да од овој подкаст би влекол повеќе информации за самиот себе си. Ви благодарам за вниманието и за крај само стиснете лайк, сабскрајб и претплатете се. Ви благодарам, пријатно.